Добар ден, почитувани, стартува уште една нова Телма амбуланта. Физичката активност се смета за нашиот најголем сојузник во борбата против кардиоваскуларните болести. Постојат ли вежби кои што ќе го зајакнат срцевиот мускул? Дали секој спорт е добар за нашето срце? Има ли некои секојдневни физички активности кои што би можеле да го нарушат здравјето на срцето и крвните садови? Например, кревањето тежок товар на работното место. За физичката активност како превенција од болести, но и рехабилитација кај пациентите со одредени срцеви заболувања. Денеска зборуваме со доктор Маја Шушлевска-Павковска, интернист кардиолог од ПЗУ доктор Маја Шушлевска. Следува блок реклами, а веднаш потоа обработка на оваа тема. Која физичка активност е добра за срцето, ќе ни појасни денешната гостинка, доктор Маја Шушлевска-Павковска, интернист, кардиолог во ПЗУ доктор Маја Шушлевска. Докторке, добар ден. Добре дојдовте во студиото на Телма. Добро ве најдов. Како сте? Добро, ви благодарам. Имаме убава тема. Физичката активност е многу важна, велат. Велат најголем наш сојузник за кардиоваскуларното здравје, но и воопшто за целокупното. Ќе го обработиме тоа во денешната емисија. Но велат дека физичката неактивност е многу опасна и е поврзана со атеросклерозата. Па како може да е поврзана физичката неактивност со создавање на масни наслаги во крвните садови? Физичката активност нас не е вродена. Значи, тоа е природен закон кој ние, сакале или не сакале, го применуваме во одреден степен во нашиот живот. Но, зависно од тоа какви се нашите преференции, поединечно одредени групи на луѓе се посветуваат многу повеќе, некои редовно, а некои преферираат седентарен начин на живот. Седентарниот начин на живот и доколку не постојат други придружни ризик фактори, како например човекот нема диабет, нема покачен холестерол, нема покачен притисок, побрзо го старее неговото здравје, неговото организам. Да. Начинот на кој што тоа се остварува е што всушност крвните садови се динамични компоненти, тие не се фиксни каналчиња низ кои што истекува крвотокот, нели ги снабдува сите органи, туку во текот на активностите, кога мускулите побаруваат поголем проток, тие активно се дилатираат, се шират, за да можат да обезбедат поголем проток до мускулатурата. При тоа се ослободуваат разновидни субстанции, молекули кои ги шират тие крвни садови, но и го чуваат, како да жаргонски да се изразам, ги подмачкуваат крвните садови. Значи, таа компонента ендотел на крвните садови е динамична. Значи, таа не е проста линеарна обвивка на внатрешноста на крвните садови, туку е многу активна во смисол на тоа да овозможува крвотокот да биде постојан, континуиран, да нема лепење на тромбоцитите, лачи материи кои што е потребно да го расшират, како што веќе напоменав, крвниот сад. И доколку се случат некакви микротромбози, како например кога ќе се повредиме, па имаме хематом, тие активно учествуваат во расчистување на тој хематом со цел да се обезбеди презервација, сочувување на протокот. Па од таму седентарниот начин на живот ги губи овие придобивки на физичката активност и едноставно побрзо старее. Неговото старење е забрзано во смисла на тоа што всушност отстапува од нешто што нормално и природно му е потребно на човекот. А дали кога ќе дојде пациент кај вас, врз основа на неговата физичка кондиција, можете да процените дали постои кај него ризик за појава на кардиоваскуларни заболувања? Секако. Во однос на еден просечен изглед конституција на човек кој што е физички активен, како градбата на неговата мускулатура, потоа флексибилноста на неговото тело, има едноставни тестови ако вие седнете на подот и успеете без да ги користите рацете да се само со помош на мускулатурата на нозете да се подигнете, да се кренете, да станете, всушност тоа покажува дека вие имате виталност во вашиот организам и во мускулите и во коските, но и во кардиоваскуларниот систем, во срцето. Но сепак постојат и вродени предиспозиции кои што нас не се потребни да ги знаеме, бидејќи може да биде здрав во даден момент еден пациент и физички активен, умерено или изразено, но да носи одредени вродени ризици кои што го ставаат неговото здравје на ризик. Како например една од најприсутните причини генетски покачениот лош холестерол, кој што доколку е повисок од околу 4,9 милимоли на литар, тие пациенти ги советуваме да бидат, доколку имаат и придружни ризици, многу побрзо, но доколку немаат, редовно да се следат, да применуваат физичка активност, а доколку веќе влегуваат во одредена
ризична група, значи, например, имаат на 35-40 години, имаат фамилиарни предиспозиции за кардиоваскуларни настани, им препорачуваме да земаат и терапија. Така што покомплексна е проценката, но изгледот и капацитетот на физичките активности кои што може пациентот и човекот да ги обави во дадена ситуација, неговата спремност да се бави со умерена физичка активност, значи едно поинтензивно пешачење, трчање, возење на велосипед, пливање, ни зборува многу за неговиот кардиоваскуларен капацитет. Што се случува со срцето кога сме физички активни, кога вежбаме? Тогаш всушност срцето ја зголемува својата работа, односно степенот на својата работа, заедно со белите дробови и со мускулите. Значи, физиологијата на една физичка активност е да обезбеди многократно зголемен проток низ циркулаторното корито, додека мускулите работат. При тоа се случува да мускулите го користат многу повеќе кислородот кој што ние го вдишуваме и всушност тоа се начини на кои што ние мериме колкав е интензитетот на физичката активност. Значи, срцето може лесно да ги прошири своите димензии кај адаптирани луѓе, спортисти, во текот на физичката активност. Крвните садови изразено се шират, мускулите работат интензивно, многу повеќе, се намалува периферниот отпор во крвните садови, вентилацијата, дишењето е исто така многу кратно забрзано, зголемено. Значи, сите тие процеси на метаболизам се забрзани. Точно, токму тоа, на еден од начините на кои што ние цениме колкава е физичката активност е преку така наречени метаболни еквиваленти, значи колку ние трошиме во даденото време. А преку тоа можеме да процениме колкав е обемот на физичка активност која еден човек ја применува или спортист, например. И врз основа на тоа се класифицирани границите. Што е она што е здраво, а што е она што е прекумерно и може да представува товар. Значи, кардиоваскуларниот систем има голема моќ на побарување, кога треба да извршиме некаква физичка активност, да го зголеми распонот на својата активност, значи да работи интензивно, но доколку тоа се ближи кон границата на она што е здраво, трае многу често, значи дозата на физичко обтоварување која што ние ја задаваме на самите себе, доколку е често пати поизразена или е многу интензивна во текот на една сесија, може да представува товар и ризик за понатамошни избегнување. Треба да биде срцевиот ритам максимално при вежбање? Има ли некоја горна граница? Има горна граница, таа арбитрарно ја мериме како бројката 220 минус возраста на спортистот, на човекот. И врз основа на тоа ние одредуваме која е максималната срцева фреквенција која што тој би требало да ја постигне. Доколку на пример сакаме да направиме едно тестирање на неговата кардиореспираторна и коронарна резерва во медицинска сврха или во смислена проценка на неговиот капацитет. Но она што се препорачува покрај оваа бројка која е максимална 220 минус возраста е да во безбедната зона пациентот, човекот не оди повеќе од 65-70% во 80% од времето. Во текот на сеанса или во текот на... Значи да не се постигне овој максимум што го според информациите од спортска медицина што ги прочитав, всушност и најдобрите атлети, најголем дел од своите тренинзи во текот на годината пред да учествуваат на надпревари, се во оваа зона до 80%, односно во зоната така наречена зона 2, ќе појаснам нешто околу тоа што значи таа зона 2. Додека во оние финални припреми го користат и максималниот капацитет, но во многу помал процент. Тоа е заради тоа што всушност нашето тело и нашата мускулатура има своја хиерархија. Значи имаме мускули кои се предвидени за аеробни активности, репетитивни и зависат всушност од утилизација, од искористување на кислородот, на масните киселини на мастите од страна на митохондриите. И имаме мускули кои вршат робусни активности, значи повеќе поинтензивно се контрахираат, се стегаат и всушност го користат гликогенот. Но тоа е шеќер, да тоа е резерва на шеќер. Всушност тоа е брз ресурс кој ние во таков вид на активност. Например, трчаме со одреден степен и потребно е да искачеме една висорамнина. На таа висорамнина ние треба да ги ангажираме токму овие мускули, и ако тоа трае подолго време, тие мускули ќе го искористат гликогенот, односно тој вид на шеќер, а не мастите, како што ги користат класично останатите мускули. И при тоа се создава лактат. Лактатот е продукт на млечна киселина, она што всушност не боли кога се превежбуваме. Ако немаме кондиција, па се превежбуваме и ги чувствуваме... Имаме воспаление на мускулите потоа. Точно така. Тој лактат
предизвикува еден зачаран круг, ги заморува претерано мускулите и ни отежнува физичката активност и затоа при тренинзите обично овој тип на активности се препорачува да биде на крајот на физичката активност. Значи да не биде на почетокот, бидејќи ќе добиете тоа замор и всушност едно нерационално користење на нашата мускулатура. Но доколку тоа што сакав да го потенцирам, доколку е одреден човек доволно трениран, тој има механизми да ги повторно искористи овие лактати. Значи тоа е разликата кога некој ќе почне веднаш да спортува, а не бил претходно припремен. Значи треба да имаме Што се случува исклучително често во последно време? Точно не, така. не сме спортисти, а повеќето од нас одлучуваат да планинара, да речеме, или да, да возат велосипед по точно. нерамни терени, планински терени. Преку ноќ одлучуваат дека тоа ќе го направат. Токму така, особено кога зборуваме за популација која е над 40 годишна возраст, многу е важно да се знае дека е потребно тој организам, тој кардиоваскуларен систем кој сепак носи некаков минат товар, нели, дека е потребно да му се даде шанса да се адаптира. Адаптацијата бара време и бара да бидеме повеќе во таа зона 2. Кога ќе користиме нашите митохондрии, кои може да го зголемат својот број и флексибилност. Значи, ефикасност и брзината со која што го користат. Тука можеме да погледнеме еден графикон кој што ми го пративте, кој што се однесува на прекомерната физичка активност. Можеме да го погледнеме, вие да го искоментирате. На што точно за што точно станува збор и каква е оваа укрива? Значи, на левата страна гледаме проблеми здравствени на Y-оската, каде што процентот расте, каде што гледаме дека имаме комплетно седентарни нездрави особи. Значи, премногу мала физичка активност носи здравствени проблеми. Во средишниот дел од графиконот, од координатниот систем, гледаме максимум бенефит, кога луѓето применуваат умерена и изразена физичка активност, но дозирана, правилно дозирана. И тогаш всушност има бенефит, максимум кога е правилно бенефит, гледаме дека дозиран. во нивото на проблеми, здравствени проблеми е на дното на Y-оската, значи лево кога споредуваме. Додека кога го зголемуваме интензитетот на физичката активност, како и се всушност кога се предозира, гледаме дека повторно се качува. Повторно се качува. Па повторно се тука болестите. Токму така, на некој сличен начин, можеби не толку интензивен, но сличен начин како и при комплемент се губи всушност. Парадоксално, но објаснливо, позитивниот ефект на физичката активност се губи и има и објаснување зошто е тоа така. Затоа што објаснувањето? Се прават студии и се, значи во младата возраст, да речеме кај млади адулти, 15 години спортисти, 20 години или кај возрастни, кај ветерани спортисти, докажано е дека настанува пред се оптоварување на десната страна на срцето, бидејќи таа не е предвидена за тој степен на физичка активност. Потенка е, а во услови на физичка активност таа се доведува во волуменско и притисочно оптоварување. Тоа е тоа проширено срце, спортско срце што се нарекува? Почесто тоа е на левата страна, но таа има капацитет да го поднесе тоа. И ова на другата страна. Да, она што всушност прави проблем е десната страна на срцето и предкоморите. Бидејќи предкоморите имаат улога на резервоар, спроводник во срцето и за да можат многу кратно да ја зголемат таа работа и тој проток низ циркулацијата, тие мора да се прошират и да ја зголемат го зголемат својот резервен капацитет. При тоа механички се стегнуваат, но исто така се дел таргет, да речем цел на симпатикус и парасимпатикус, каде што се излачуваат голема количина на адреналните хормони, значи на адреналинот. Сето тоа ја минува електрофизиолошката структура, значи може да настане промена во складот што постои помеѓу предкомората и нервниот систем. Па едноставно да имаме спортска брадикардија. Значи забавена работа на срцето. Забавена работа на срцето, која може да остане и 10 години по изразената физичка активност. Значи има објаснувања, конкретни објаснувања за тоа. Значи веднаш по физичка активност, по маратон или по изразен спорт, правени се ЕКГ, каде што се гледа оптоварувањето на десната страна со типични ЕКГ знаци. Потоа мерени се тропонини, значи молекула која што ја користиме најчесто како показател дека постои срцево оштетување и која што се прават постулати, значи хипотези, дека може да доведе, често пати доколку е покачена веднаш по физичката активност, до микроповреди на срцето кои што ние можеме да ги регистрираме со магнетна резонанца. Значи можеме конкретно да се забележат. Да се забележи. Тоа значи трчањето на маратони не секогаш е здраво, доколку не сме подготвени, доколку не сме во добра физичка кондиција. Апсолутно. Претерано оптоварување
може да доведе до оштет. Сега морам да нагласам дека постои одредена група која што има некакви предиспозиции повеќе, нели да ги развие тие проблеми, ако над 50% од маратонците, ако им подредени студии им измериле овој маркер тропонин, тоа е реверзибилно, значи се покачува, но после физичката активност за 48 сати се враќа во нормала, но може да биде нели дел од патогенезата, од развојна проблематика здравствена, која што понатаму далеко сежно може да донесе проблем. И во тој контекст мажите се позасигнати, особено во однос на склоноста за аритмија, она што го спомнав за предкоморат. Но и на друг начин можеме да покажеме дека левата комора исто така може претерано да се расшири, кое што расширување, дилатирање е реверзибилно, значи по доколку не е претерано. На некои спортски активности, значи кога спортистот се откажа, ќе се врати или правиме проби. Значи можеме да направиме така наречен детренинг, 3 месеци да се направи пауза. Но може да не се врати, така? Може да не се врати, најчесто тоа е врзано со некакви вродени абнормалности, може да има аномалии во излезиштата на крвните садови кои го напојуваат левото срце. Може да има вродени абнормалности на ЕКГ-то. Значи и тоа исто така се забележува дека спортистите имаат промени во ЕКГ-то, продолжување на еден дел од ЕКГ, од QRS комплексот од срцевата револуција, да наречам, која што се повлекува и се докажува дека е спортска и која може да се јави во патолошки услови, како вродена абнормалност или во услови кога се даваат одредени лекови. Значи, точно се идентификуваат промените во ритмот, во структурата на срцето, на мускулатурата, како што веќе напоменавме, во предкоморите и склоноста кон развој на некакви проблеми. И само да напоменам дека над одредена возраст на 40 години веќе ни стареат всушност крвните садови од различни причини, а утврдено е дека кај маратонци кои немале претходно други заболувања, забележани се повеќе калцификати во нивните крвни садови, што може да ги направи повулнерабилни за запушување на крвните садови, всушност за развој на инфаркти, и механизмот се уште се истражува. Она е делот од десната страна на графиконот, дека утврдено е кај врвни спортисти, кај луѓе кои интензивно спортуваат, дека нивните крвни садови побрзо стареат, се јавуваат калцификати во внатрешноста. Значи, најдобро се задржиме тука кај зоната на умерено и дозирано вежбање. Ќе ги поканим и гледачите да се вклучат во денешната Телма амбуланта. Почитувани од овој момент, емисијата е контактна. Вклучете се во програма со ваши прашања, одговор ќе добиете од доктор Маја Шушлевска-Павковска, интернист, кардиолог. Поимот физичка активност е прилично широк. Што можете да кажете? Која физичка активност е добра за срцето? Особено за лица кои што претходно имале седечки начин на живот, не спортувале и одеднаш одлучуваат за да си го зачуваат здравјето, да почнат со нешто да почнат да практикуваат нешто. Секоја физичка активност е добра и треба да комбинира и аеробна и анеробна активност. Анеробната активност всушност ја намалува инсулинската резистенција, ги јакне мускулите, а мускулите се главните примачи на гликоза и црниот дроб секако. Споминавте се, извинувам, анеробна. Да, ама кои вежби се тоа? Тоа е всушност вежби кои што мускулите стануваат стегнати, напнати како кога дигаме товар. Значи работа со тежина, тоа работа со тежина, дигање на тигови, качување. И тоа помага за инсулинска резистенција. Помага за инсулинска резистенција, но сепак треба правилно да се дозира. И постепено да се доведе до таа состојба кога може да се активираат тие мускули и да не го нарушиме тој тесен пат кога ќе создадеме повеќе лактати и кои брзо ќе ни го замараат организмот, не само мускулите, туку и нашето срце. Значи, тоа треба да биде постепено, правилно и редовно. Значи, многу е важна редовноста во физичката активност. Значи, да биде секојдневна. Доколку лицата се физички неактивни, имаат плюс дополнителни фактори на ризик за развој на кардиоваскуларни заболувања, како диабет, покачен притисок или па дури имаат и претходно некаков кардиоваскуларен настан и со самото тоа влегуваат во група на висок ризик на пациенти. Потребно е да редовно вежбаат во домен она што ќе им се препорача, но да комбинираат. Значи, ако се здрави, умерена и изразена физичка активност до 150 минути во неделата. Или пак помалку од тоа, но да биде изразена физичката активност. Доколку имаат ризик фактори, например
покачен крвен притисок, потребно е прво да го регулираат тој притисок, па потоа да се подвргнат на поизразена физичка активност, а во меѓувреме може да се занимаваат со лесна физичка активност како пешачење. Значи пешачењето им се советува на сите. Дури да. дури на некои што имаат некаква кардиоваскуларно заболување, инфаркт и слично. Зошто е толку добро пешачењето за организмот? Затоа што и за кардиоваскуларниот систем. Затоа што ние во текот на пешачењето максимално рационално ги користиме нашите мускули без да предизвикуваме изразено оптоварување на срцето. Се разбира доколку не е пребрзан или доколку се работи за умерено пешачење. Можеме да обезбедиме долготрајност, значи да имаме убава сесија на физичка активност, во која што ќе останеме повторно во таа зона 2, каде што нема да надминеме повеќе од 65 до 70% од нашата максимално предвидена срцева фреквенција, при што најрационално ги користиме масните киселини и ги тренираме митохондриите на мускулните клетки да бидат ефикасни, да се зголемат во број, да бидат пофлексибилни. Тие немаат улога само во мускулните клетки, имаат улога и во функцијата на мозокот, во намалувањето на резистенцијата на инсулинот. Значи, многу кратна е улогата на митохондриите како мали електроцентрали во нашите клетки. Кои создаваат енергија всушност. Токму така, ние нели всушност пешачењето е енергетски процес. Но ете го објаснувањето зашто пешачењето е толку здраво. Колку долго треба да трае една прошетка и зошто пак стружите лица потенцираат правете оваа прошетка во природа? Седно ли е каде пешачиме? Секако дека не е седно. Нормално дека во природа е многу поубав амбиентот, дека тоа е наша всушност природна средина каде што воздухот е почист, има повеќе негативни иони, зимзелените дрвја испуштаат одредени супстанции кои влијаат позитивно на нашето здравје, изложени сме на дневна сончева светлина, немаме бучава, значи сите фактори се погодени да ние бидеме по-оптимално расположени за таа физичка активност. Дури кога е студено треба да шетаме? И кога е студено, секако. Значи, нашиот организам има огромен капацитет да се адаптира на климатските промени, на притисокот во воздухот, можеби тоа е нешто малку по-проблематично, меѓутоа доколку ние сме соодветно облечени, не преоблечени, и ние создаваме всушност топлина и се загреваме. Она што е проблем е загадувањето во текот на физичката активност, доколку ние пешачиме во градот, кога имаме висока концентрација на малите честички, ние всушност повеќе ги внесуваме во нашиот организам, а тие имаат способност да продрат длабоко преку белите дробови во крвните садови, па дури и се асоцирани со атероматоза и со атеросклероза. Така да тоа е всушност одговорот зашто природата на нашиот проблем со живеењето во град со исклучително загаден воздух. Не се сите градови вака загадени, нема вакво аерозагадување, тоа е факт. Можат дури џогираат, гледаме во огромните метрополи без проблем и на таков начин луѓето вложуваат во здравјето, но очигледно кај нас е сетова покомплексно. Почесто треба се користи оние кои што живеат во Скопје се качуваат на водно. Така е. Амно за возрастни лица, пак пешачење на водно по нагорнина, може ли тоа да е проблем? За лица над 60 години кои што никогаш не биле физички активни, сега имаат некаков здравствен проблем, им се советуваат прошетки. Советувате на водно по нагорнина да се искачуваат? Да, јас го обожавам водно. И проблем ми е да го анулирам од палетата на можности кои што имаат нашите сограѓани, но сепак треба да имаме претходна една проценка. Зависи особите кои на 65 години имаат различен профил и доколку 65 годишна и над 65 годишна возраст е претходно прегледана, има направени одредени тестови на оптоварување, или проценка кардиоваскуларна поддетална и е предвид проценет ризикот од можности за кардиоваскуларни настани во следните 10 години, доколку тоа е помало од 5%, или притисок, диабет, холестерол, што го спомнав, претходен настан и така натака, ми препорачуваме активности со постепено тренирање да бидат умерени до изразени. Тоа се всушност официјалните препораки на кардиолошките здруженија, дека можат и смеат. Советувате ли во такви ситуации да го мерат пулсот? Да, значи пулсот... Како се мери при физичка активност? Секако не може со прстот на зглобот на раката, да. Послед особи кои може тоа да го направат и да го проценат, но не мора секогаш да биде мерењето квалитативно со мерачи на пулсот, туку постојат начини на кои што ние клинички со нашите симптоми во текот на физичката активност можеме да процениме во која зона сме, што претходно го спомнував, зони на аеробни и анаеробни.
Доколку можеме да зборуваме слободно во текот на физичката активност, без да правиме пауза, нели земаме здив, тогаш сме во прв степен на во лесна физичка активност. Доколку е потребно на неколку зборови да направиме пауза, тогаш сме во зона 2. Тоа е таа зона. Значи, комотни сме да пешачиме, да бидеме физички активни, меѓутоа можеме и да комуницираме. Доколку тоа веќе станува проблем, ние веќе влегуваме во анаебна зона. И при тоа приметуваме дека имаме потреба од поголемо вдишување на воздух, подлабоко зимаме. И што тогаш треба да се направи? Да се запре, да се седне, да се одмори? Доколку тоа ни представува проблем и гледаме дека нели сме на границата на таа физичка активност, потребно да го намалиме темпото. Со кое што доколку се качуваме по горнина, тоа да го правиме поспоро. Че нашиот организам ни кажува многу информации, само треба да ги следиме. Да си го слушаме. Глакта за воздух е момент кој е критичен да човек го запознае дека веќе влегува во зона на обтоварување. А има ли некои активности од секојдневниот живот кои што може да му наштетат на кардиоваскуларното здравје? Јас во најавата споменав, ако некој крева тежок товар секојдневно на работното место, ќе си создаде ли некаков проблем? Тоа е добро прашање, особено во смисол на тоа што одредени индивидуи имаат и други модалитети на кардиоваскуларниот систем, например проширена аорта. Кога зборуваме за условно кажано здрави субјекти, заради спорт или заради конституција, одредени пациенти, одредени луѓе имаат проширена или поголема аорта во однос на нивните врсници кои што немаат таква аорта, и доколку постојано се изложени на подигање на товар, тоа е всушност анаеробна активност која што го обтоварува кардиоваскуларниот систем со најголемиот стрес на аортата. Значи во тој контекст. А доколку веќе има никакви претходни настани, покачен крвен притисок како ризик, како фактор на ризик или проширено срце, тоа дефинитивно е нешто кое што и лекарите треба да го сугерираат на тие пациенти да не се бават со таа физичка активност. Во основа, дигањето на товар и она како се изведува и во кој интензитет е присутна, не е полесна со здравјето, пред се за нашиот трбетен столб. Меѓутоа, го зафаќа и кардиоваскуларниот систем. А што со прекумерното стоење? Некои имаат работа која што е поврзана со стоење на нозе по 8 часа, да речеме. Директно срцето не го загрозува, но ги обтоварува крвните садови многу на нозете и со текот на времето настанува проширување, бидејќи крвта нозете се статични, мускулите не работат, а тие се таа венска пумпа која треба да ја редистрибуираат назад кон срцето и може да доведе до проширување на спојни вени кои што го обтоваруваат долниот сегмент од нозете. Ние типично имаме слика на подколениците кај такви оштетени крвни садови. Значи тоа е венска недостаточност, венска инсуфициенција од посебен тип на вени, кои едноставно нивните зидови изгубиле еластичноста поради долготрајно присутниот гравитацијски фактор на крв акумулирана во долниот дел од телото. А што им советувате? Каква физичка активност да применуваат лицата кои што имале инфаркт или пак некакво диагностицирано кардиоваскуларно заболување? Многу значајно прашање, бидејќи и лицата кои што имаат коронарна болест со прележан или без прележан инфаркт, потребно е да бидат физички активни, но со претходна процена во која кондиција нивното срце, дали имаат срцева слабост или немаат. И едната и другата група потребно да бидат физички активни, бидејќи она што на почетокот го спомена, физичката активност ги ревитализира крвните садови со тоа што се произведуваат ендорфини, се произведува азотен моноксид и всушност се држи капиларната мрежа здрава. Многу е важно по тој настан на реваскуларизација, на стентирање или байпас, кога ќе биде спремен пациентот после обврзната кардиорехабилитација да продолжи сам да ги чува своите крвни садови, бидејќи всушност се смета дека реваскуларизацијата е премостување од претходната состојба на неговото здравје во состојба нели понатаму да продолжи да ги чува своите крвни садови по интервенцијата. Тоа всушност го чува срцето. Но интензитетот треба да биде прилагоден, да не се оди кон секако максимумот од предвидената, туку да се оди во зона околу 45 до 60% од максимално предвидената срцева фреквенција. Што е со оние пациенти што чувствуваат симптоми на болеста дури и при лежење? Има ли некои пациенти на кои што не им советувате да бидат физички активни кога станува збор за некакви кардиоваскуларни болести? Оние пациенти кои што практично се неподвижни, тие спаѓаат во најизразена всушност класификациона група на срцева слабост и тука всушност не сме моќни, срцето е толку слабо и не сме моќни да помогнеме со
кардиоваскуларна рехабилитација со физичка активност. Тие се зависни за терапија и всушност пробуваме, нели, зависно од нивната резерва, да ги вратиме доколку се акутно декомпензирани, значи акутно всушност срцето е во моментот загрозено, па потоа се враќа во некоја релативна нормала за него, а доколку се во тешка состојба потребно да се направи трансплантација на срце, да се додаде left ventricular assist device, значи механичка пумпа која што во тој стадиум не е можно да се прави. А оние што имаат, да активност. речеме, миокардитис, перикардитис, можат да вежбаат? Не, во моментот тоа е акутна состојба која Додека треба да акутна состојба, помине, да. а потоа според проценката апсолутно, нели, зависно од тоа колкав е степенот на рехабилитација. Перикардитот е најчесто со добар исход, миокардитот е индивидуално, не зависи од клиничката слика и од предиспозициите, бидејќи се смета дека има автоимуна позадина и може да се случи да настане една поизразена деструкција. Во тој случај апсолутно е неопходно мирување. А кои се ризиците од интензивното вежбање кај лица со прекумерна тежина, па имаат и диабетес и нешто, некои слични заболувања? Може ли интензивниот тренинг кај нив да создаде инфаркт, да речем? Доколку имаат некаков предходно оштетување на крвните садови, апсолутно физичката активност со таа голема активација на парасимпатикус може да преципитира. Значи може да се надобрзе на таа плака, нели, тоа замастување во внатрешноста на крвните садови, кој е болен сегмент од крвниот сад, и тие адреналини, катехоламини да доведат до прскање на тој плак. Така што доколку имаме пациент со висок ризик, со обезност, со диабет, потребно е да направиме прво добра детална проценка и добро да го советуваме пациентот како би одела неговото враќање во фит форма. Тоа мора да оди постепено, не е неостварливо, но бара едукација и бара посветеност. А дали здраво срце е на некој начин, да речем, заштитено од малигни аритмии и при прекумерна физичка активност, може ли таму да се јава такви аритмии доколку е здраво срце? Да го доведете срцето во максимална фреквенција, која што трае некој релативен период, 10-15 минути, тоа е всушност многу тешко. Значи, за да може да еден субјект, спортист или пациент да влезе во таа фаза, да постигне 100% од максимално предвидената фреквенција, тој, ако е нетрениран, нема да ја постигне. Ако е многу трениран, значи тој веќе има здрави крвни садови. Можноста за малигни аритмии е доста мала. Постојат хипотези, постојат студии кои што истражуваат, но не се во моментов конклузивни, не е донесен заклучок дали кај здравите срца, кај спортисти кои што се изложуваат на ултрамаратони, на вистина голем товар физички поднесуваат. Некои студии покажуваат дека има ризик од аритмии, најчесто од комората, но некои студии укажуваат дека нема голема разлика во однос на нели здравата популација пред и по физичката активност. Тоа се отворени прашања, тука играат сигурно голема улога и позадинските предиспозиции кои што ги имаат спортистите, но тоа што е важно е дека доколку се утврди дека се наближуваме до границата на максималната физичка активност и спортистот има повеќе прескоци по физичка активност од здравата контролна група, доколку има промени на ЕКГ-то, тоа се сигнали, а да не зборуваме доколку има и симптоми. Нели, глад за воздух, намалена толеранс, побрз пулс од тоа што е предвидено и така натака, се тоа индикатори, показатели кои ни кажуваат дека треба да го советуваме да направи детренинг, значи да прекине со физичката активност и по 3 месеци да се направи повторна евалуација, за да може да се види неговата актуелна состојба, бидејќи се случувало да настанат повреди докажани со магнетна резонанца, кои што потоа се губат, се елиминираат. Тоа се всушност прашање кои се однесува на акутни, ненадени последици од претерана физичка активност. А зошто понекогаш се случува ненадена смрт кај спортистите? Или кај некои здрави лица кои што водат здрав животен стил, кои што вежбаат редовно, понекогаш најчесто е заради тоа што претходно не се евалуирани. Не направиле преглед. Да, ние А бевме може на прегледот нешто се пропушти? Може, на класичниот преглед може да се пропушти, бидејќи бевме сведоци пред извесен година или две, што се случи на фудбалско првенство со еден од репрезентативците, видовме дека
нагло му се случи и потоа тој фудбалер стана пациент кој продолжи да спортува, ми се чини, меѓутоа со вграден кардиовертер дефибрилатор. Причината за тоа е пристапот на аритмија, малигна вентрикуларна тахикардија, која што претходно била неприметена со класичните методи, а би била приметена доколку би го испратиле на магнетна резонанца. Но целисходноста на магнетна резонанца кај сите спортисти не можете да ја остварите. Едноставно е како метода прескапа, бара време, нели, во даден момент може да не покаже никаква промена, но она што претходно на почетокот на емисијата го напоменав е дека кај спортистите кои се занимаваат интензивно, 1% од нив се забележани микроповреди. Она што го напоменав со тропонинот, можеби, нели, дека е покачен кај одредена група, кај повеќето, меѓутоа е покачен после интензивна физичка активност. Може да биде доказ дека настануваат микроповреди како микроинфаркти со претераната физичка активност. Таа е евидентирана кај спортисти во поголем број на студии. Тие може да представуваат основа од каде што се развиваат понатаму малигни аритми. Сега тоа е еден од начините на кои што може да влезе во една непријатна зона, животозагрозувачка, еден врвен спортист кој што се занимава со изразена физичка активност. Меѓутоа, постојат и други причини, значи вродени хипертрофии, здебелување на срцето кои некогаш не може да бидат типични, да е навистина премногу здебелен срцевиот мускул, да е во некоја умерена рамка која ние можеме да интерпретираме како спортска хипертрофија, сепак да носи ризик генетски за развој на аритмии. Потоа, крвните садови исто така можат да излегуваат нетипично, па да поминуваат низ мускулни снопчиња, па да бидат дополнително контрахирани за време на физичката активност и на таков начин да доведуваат до транзиторни за време на физичката активност замор и повреда на срцето. Така што механизмите се навистина бројни. Она што го налага денешниот начин на спортување, можам да кажам дека представува предизвик помеѓу спортот како спорт кој што е здрав и она што ние нели го замислуваме до каде може да бидат нашите граници. Значи, ние треба да замислуваме до каде ќе бидат нашите граници, треба да провериме каков преглед обично правите. Еве, некој кој што бил физички не е активен и се решава да започне со некаков спорт. По одредена возраст споминавте дека се препорачува да појдат кај кардиолог. Што вклучува тој тест? Вклучува ЕКГ, Така? ехо, кој може да биде базично и напредно. И во текот на тоа ехо ние можеме да видиме дали имаме некаков валвуларен проблем, дали имаме аортна регургитација или многу честата митрална регургитација или пролапс на митралниот залисток и во однос на изразеноста на таа аномалија, еве да наречеме, некогаш е конституциска, не е секогаш толку изразена, можеме да препорачаме интензитет на физичка активност. Значи, стриктно се дефинирани препораките, во колкав степен, која физичка активност кај одредени луѓе можеме да ја препорачаме. Ако имаме изразена аортна регургитација, која се уште не е за операција, секако дека нема да им препорачаме умерена физичка активност. Доколку е умерена регургитација, аортна или митрална, ќе им препорачаме умерен степен на физичка активност, но со претходно тестирање, стрес тест, динамичко оптоварување, за да видиме како се однесува всушност организмот, да го следиме веднаш по оптоварувањето и во текот на оптоварувањето на ЕКГ, но и потоа на ехо, да видиме дали срцето акутно, значи ненадејно после физичката активност се зашеметува, дали таа регургитација се влошува, дали се јавуваат аритмии, кој е всушност одговорот на диастолниот одговор на срцето, бидејќи срцето всушност е една еластична пумпа и тој диастолен момент е кога тоа се шири и се напојува со крв, се полни со крв. Таа резерва да се наполни дополнително повеќе при изразената физичка активност, кај некои луѓе може да биде оштетена и да ни укажува на некакво друго заболување. Еве, да кажеме, кај дијабетот. Дијабетот е навистина океан од клиничка слика и од симптоми и од знаци. Кога го диагностицирате веќе еклатантен дијабет, вие можете да имате последици. Микроваскуларни или макроваскуларни. Така да, во поново време се повеќе се актуелни динамските тестирања, во кои што ние можеме да проследиме што ќе биде, што би можеле, каква е состојбата, каква е резервата на кардиоваскуларните, која би била нашата препорака. Вие практикувате некаква физичка активност? Да. Што? Еве можете да Како што споменав, љубител сум на водно и исто така активно
посетувам зумба часови, каде што имаме комбиниран тип на вежби, аеробни и анаеробни. Тоа е добра комбинација, значи Да, тоа е аеробни и идеална анаеробни е комбинација. идеалната комбинација. Еве, ова што вие го практикувате, го препорачувате секому? Го Што е препорачувам, здрав? секако го препорачувам на моите пациентки најчесто, но и пациенти, бидејќи некако жените се посклони на зумба, меѓутоа во светот подеднакво учествуваат, нема големи разлики. Тоа може би некоја наша културолошка страна, но им препорачувам на вистина, особено кога ќе дојдат пациентки со лабилна хипертензија, на некоја возраст кога им недостасува физичка активност и секако ги охрабрувам дека не мора во целост да го следат часот во степенот на Туку активност, оноку кога што може. секако да го чувствуваат Умерено, организмот. но да бидете умерено и редовно, како што Токму спомена. така, нашите инструкторки користат и мерачи за тоа во која фаза се наоѓаат и нормално дека ги адаптираат физичките активности, па дури и во текот на летниот период, за да бидат благопријатни и полесни. Ви благодарам многу за денешното гостување и за бројните препораки и совети поврзани со здравјето на кардиоваскуларниот систем и физичката активност. Ви благодарам и на вас за поканата. Почитувани доктор Маја Шушлевска-Павковска, интернист кардиолог во ПЗУ доктор Маја Шушлевска, беше во студиото на Телма. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Имете пријатен ден.